Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Викторија Андоновска од ВМРО ДПМН, Зорица Николовска, радиоводител и автор, и Бобан Тодоровски, професионален фризер и шминкер. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот. Знам дека се будите заедно со нас уште од 6:45, така ќе остане и до крај, кога на оваа трпеза обединуваме различни интересни професии кои секогаш го задржуваат вашето внимание. Ова утро ваши домакинки ќе бидеме јас и мојата драга колешка Бисера. Бисера и официјално пред камерите. Добро утро. Добро утро, Александра, до тебе. Добро утро и до сите наши гледачи кои секој утро се будат со утринската емисија Здраво Македонија на Канал 5 телевизија и останувате со нас се до 11 часот. Во овој дел, како што веќе знаете, си имаме гости од три различни професии, како што кажа Александра, секогаш интересно насмеано, овој пат сме женско друштво. Така е, ќе бидеме комплетни во текот на емисијата, но засега имаме две извонредни дами кои како ќе го задржат вашето внимание. Веднаш до мене за прв пат во студиото на Канал 5 и Здраво Македонија Викторија Андоновска од ВМРО ДПМН. Добро утро и добре ни дојде, Викторија. Добро утро, ви благодарам на поканата и на топлото добре дојде. Така, секогаш е така во Канал 5. И добро утро за нашата Зорица Николова. Добро утро и добре ни дојде. Николовска за малку. Николовска, извини. Ништо страшно. За малку добро утро. Многу често надвор од студиото, прв пат во вашето студио, многу ми е драго. И мене ми е многу драго, ќе ни се приклучи и Бобан Тодоровски, кој се надевам дека не доцни на свадби и на битни евенти, во емисија ќе му простиме дека ќе доцни. Сообраќајот е таков каков што ние со оглед на новите правила се прилагодуваме сите на истите. Но додека ни пристигна, би започнала со Викторија со вас. Сите сакаме, следиме политика, па како вие влеговте во политиката? Никогаш не беше прашање дали ќе влезам во политиката, туку кога ќе влезам. Практично. Имено многумина сигурно се прашуваат како стигнав и како влегов, меѓутоа тоа воопшто не беше спорно кај мене. Имајќи го предвид фактот дека моето формално високо образование е во правната област, функционирањето на целокупниот систем се базира на однапред утврдени правни правила, односно правни норми, така што и мојот политички ангажман сметам дека беше логичен и дека има многу добра основа. Така што од друга страна пак јас сум човек кој што секогаш презема одговорност и кој што сака да создава иднина дома. Така што сакав активно да се вклучам во политичките процеси кои што ќе водат државата кон незин раст, развој, европска ориентираност, заедно практично да создаваме иднина дома и би се радувала доколку и повеќе млади луѓе го делат истиот мој став. Секоја чест, навистина, заедно да создаваме убава иднина дома. Многу убаво кажано. Секоја чест за вас, допрва мислам дека ќе ги гледаме резултатите, а кога создаваме иднина дома, таа создава и тоа се гледа, се чувствува, а сега може и да се прочита. Денешниот повод за тоа што ни е, јас може да кажам Зорка, бидејќи... Ма те молам, да. Природно доаѓа. Многу ми е неприродно Зорица Николовски, ако тоа е моето име и презиме, ама сите ме знаат како Зорка, дури син ми некој Зорка како ќе ми каже, кама, што си ти? Во моите раце е твоето првенче, твоето бебе. Бебе. Луна и темнината која неодамна имаше промоција на оне што значи сликовница за деца. Секоја чест. Ти благодарам. Од каде идејата и поривот да го создадеш ова? Прво морам да ти кажам дека сум дете пораснато со приказни, со бескрајната фантазија на мојата тетка Марја, која што ние едве чекавме всушност да одиме кај баба ми и да преспиеме таму, затоа што знаевме дека имаме вечер полна со приказни. Тие приказни беа некогаш со серии, со измислени ликови и така натаму, така што фантазијата, приказните не ми се мене некоја чудна.
тема. Меѓутоа конкретно оваа приказна која ќе прочитате, ќе ми кажеш и точно ќе видиш и ќе препознаш зашто е напишана, е всушност приказна која што јас ја измислив за мојот син, заради тоа што транзицијата од спалната соба кон неговата соба и неговиот кревет беше малку хаотична. Сега моравме да се научиме дека сами се спие, веќе момче си од 5-6 години се спие сами, не може мама и тато да бидат нонстоп тука, иако се во соседната соба. И Како да е многу далеко. да, ама нив им е тоа многу далеко, страшно далеко. Каде е тоа? И ден по ден, малку по малку гледав на што ги подотвара од очите кога раскажувам и натаму ја носев приказната, така што сама се роди приказната. Штом видов и увидов дека почнува сам да спија, дека нема доаѓање во 2 во 3 како крадец во спалната, сватив дека функционира и тоа беше приказната со која што заспиваше долго време. Ја раскажував на блиски пријателки, нивните дечиња и сваќам дека и тие исто реагираваа со подотворени очи. Најубавата критика или пофалба дојде кога една пријателка рече: "Знаеш што, мојот син сега го гаси светлото зашто му било жал за темнината да плаче и сега нема проблем да спие." И всушност тоа е најубавата работа која што ја донесе оваа. Прекрасно. Емоциите навистина може да ги играме не со пишаниот збор, а како што може да играме и со убавината и со нешто го стилизираме на жените. Добре ни дојде за Бобан Тодоровски. Добро утро, добро ве најдов. Сакам Се да ве надевам не поздравам. доцнеш на свадби. Не доцнам на свадби, се надевам дека Save City ќе се реши малце со апдейтот на семафорите и многу не знам, некако не сум се возел ова време. Сите се прилагодуваме на Морам да истото. признам, да, не сум се возел ова време, јас мојата работа, моето сабајле е од еден во пладне. Од еден во пладне и така да ова утро ми е, мислам, онака многу чудно. Ти Така благодарам што се разбуди. Да, ви благодарам на поканата и сакам да ги поздравам сите гледачи на Канал 5 телевизија и на емисијата. Има многу што да раскажеме. Дефинитивно знам дека е тешко да се разбудиш наутро, особено со работата која што ја работиш. Започнува тоата приказна во средното училиште Димитар Влахов како козметички техничар, но тука не застануваш, го надградуваш своето знаење на Академија за шминка во Белград. Да, Па да. колку професионалците се ценети во Македонија? Па, зависи кого ќе го прашате. Зависи Да. кого ќе го прашате. Мислам дека професионалец со професионалец може и да се цени, меѓутоа целокупно многу малце се цени, не само мојата професија се цени, не се цени, мислам дека и секоја друга професија, затоа што мислам дека Македонија како држава сме така некако воспитани, така некако сме растени, менталитетот е на тоа, меѓутоа можам да кажам дека јас сум благодарен дека ги имам тие некои мои клиенти, моја некоја фамилија која што во мојот круг јас сум многу ценет и мојата работа многу се цени и мислам дека клучното е да се најде можеби тој некој круг на луѓе кои што ќе ти даваат само позитива и ќе те поддржуваат, отколку нели да се бара себе си во некој круг каде што не припаѓаш. Така да можам да кажам дека мојата работа во мојот круг на луѓе е многу цената и јас сум многу ценет како фризер, како шминкер исто така. И тоа е некоја тајна за успех, за да биде за својата среќа, за лична среќа и нели да си функционираш во секојдневието. Секако треба да си создаваме своји кругови. Да. Не, ништо, го слушав Бобан, па некако нивните професии, можеби во времето кога сте почнувале сите тројца, сте се соочувале со дискриминација. Сега некако децата булинзи гледаме дека доживуваат во градинките, им се подсмеваат. Ева Бобан, дали ти кога си почнувал и си го кажал своето мислење гласно дека сакаш да бидеш стилист, дали си се соочувал со некаква дискриминација? Да, мислам многу нормално дека сум се соочувал. Ние живееме во време каде што уште мислиме дека во 2025 година дека фризер треба да биде женско, нели? Дека е тоа женска професија, поготово шминкер плюс кога работиш. Нормално дека сум се соочувал и ден денес се соочуваме со таков тип на предизвици, меѓутоа пред се мислам дека како да кажам дека како личност ако се оствариш, ако точно знаеш што си пред себе, нема што јас да имам проблем што мисли народот и што мисли некој друг за мене, кога јас за себе сум среќен и тоа ми исполнува и мислам дека нема ништо поубаво тоа пред се да си среќен да го работиш тоа што го сакаш. Да уживаш. Да, и второ е многу нормално да си роден со таков талент, да не треба да го бараш таков талент. Мене навистина Господ ми го дал тој талент. Не само што ми го дал тој талент, јас имам и генетски
превземено и мојата мајка била фризерка на времето, дедо ми исто така бербер. Така. Имам браточет кој што е многу познат шминкер тука во Македонија, така да сакам да кажам дека гените се пренесени, да, си го направиле своето. Меѓутоа, да, мора да се борите, многу е тешко, поготово кога сме таа некоја генерација, да кажеме, средно, основно, тој некој прелаз, транзиција. Меѓутоа, не знам како да кажам, животот е многу убав, мислам дека не треба да се замараме со тие некои неубави работи, дека треба да бидеме пред се храбри, а храброста доаѓа од тоа да се само познаеме себе си и да знаеме што точно сакаме и тоа ни е целта. Така, каде чекориме. Да. Секоја работа има своја тежина, па Викторија би ве запрашала дали вие ја паметите вашата прва пресконференција? Секако, да, мислам, многу убави емоции ми буди мојата прва пресконференција. Мислам, не знам во која насока ви е прашањето, меѓутоа оно што јас би сакала да го споделам со јавноста, како јас ја гледам говорницата, најнапред секогаш на говорницата и пристапувам со висока доза на сериозност. За мене тоа не представува само можност да го пренесам на јавноста и на медиумите, преку медиумите цело ставот на партијата, туку истовремено представува и одговорност, бидејќи вие учествувате во процесот на креирање на јавното мислење. Од вас тоа бара постојана, навремена информираност, јасно, прецизно, би рекла, информирање на граѓаните, точно така. Меѓутоа, тоа е и едно од местата каде што ја градите довербата со граѓаните. Така, говорницата и како е важна и битна онаму од каде што се споделуваат информациите, но битна информацијата што споделуваме и на радио. За оние кои што го препознаваат гласата, не може да го поврзат со ликот. Мислам дека на македонското радио, Радио 2, Тик-так и Зорка е една од омилените радио емисии и знам колку е тешко да се сумираат речениците и телевизиски да не се зборуваат колку што е потребно на радио. Да. Но, еве, ако е утринска радио емисија, како би ја разбудила Зорица публиката? Како ја будиш публиката утрински? Сега пред некое време исто ме праша колега еден ваш од друга телевизија, вели, колку ти е лесно или тешко рано од савајата ги расположиш сите? Јас му кажам, вака ти кажам. И истото ќе го кажам на вас. Јас не сум утрински човек, да се разбереме. Јас сум само приморана да одам рано наутро и едноставно си го земав тоа како обврска и секогаш кога возам кон работното место си викам што е оно што мене денес ќе ме расположи, зашто прво јас треба да бидам расположена за да проширам позитива. Така што дали е тоа некоја песна, дали кога ќе дојдам на работа кафе ме чека, колегата точно знае кој е кафе, како да го направи, во која танчина. Дали е тоа плейлистата која што ќе оди во тој момент или е нешто што вчера што сум го прочитала на социјални мрежи, сум го скриншотнала да не заборавам да го кажам. Битно ми е прво јас, нели како вика Господ прво брала себе, ама за да бидам позитивна морам јас да бидам насмејана за да можам да проширам таа позитивна енергија и голем удел во тоа, освен колегите од Радио 2, нели имаат и слушателите кои што се редовни. 7:03 минути, нели 7:33 минути, нели почне емисијата, почнуваат да пишуваат пораки. Јас не знам почнувате подоцна 6:45. И замисли во 6:46 некој те пише каде сте? Да, случило. Види, тоа од една страна е критика од слушателот, дека доцнеш, ама од друга страна е многу убав комплимент. Те очекувам. Да, те очекувам кај сте, не почнавте со време. А се случува, жицата не е вклучена, јас сум со свој лаптоп, дека го отворам, дека се подигна, нели секогаш кога доцнеш, секогаш тоа 1 сат се подига, па нешто не работи така натаму, ама морам да ти кажам дека се навикнав, еве 6 години сме Тик-так и Зорка. Мислам дека скоро 6 во февруари 6 ќе полнима. Енергијата која што ја добивам повратна, мислам дека е клучниот момент да јас станам и нема ми е лошо, не можам денес да одам, затнат ми е носот, станувам и одам. И баш тоа го коментиравме преска, за разлика од телевизија каде што ти мораш да си дотеран сведен, јас можам да отидам по пижами. Битно е само да сум расположена и тоа да го препознае слушателот. Многу ми е битно. Знаеш, денот ми почнува со тоа, ајде да видам на колку луѓе ќе успеам да ми го разубавам денот, затоа што реално живееме во многу динамично време. Еве, дали е Safe City, дали е нешто вчера ти се случило, дали е, не знам, не стигнуваш некаде кај што треба. Многу ми е важно таа мала доза на позитива на некого да му ја дадам. Ако тоа сум го направила,
завршена работа. Вашата работа е успешно завршена. Бобан, кај вас работата е видлива. Невести, матурантки, плејада на со жени е најтешко да се работи, да сите се задоволни и среќни. Дали? Да, навистина може и тоа прашање да го додадеме. Благодарам, Зорка. Дали е најтешко со жени да се работи и колку спортувавте 6 години одбојка, па колку спортскиот дух додава на професионалноста може? Да, додава, мислам дека таа некоја дисциплина и како тоа, јас искрено морам да признам дека имам и природно надпреварувачки дух. Мислам дека онака ги поставувате границите повисоко. Да, мојот астролог ќе каже овенот е тој што те тера таму со роговите да шеташ. Стрелец во познаковен. Меѓутоа, да, одбојката секако дека ми помогна, меѓутоа мора да си многу добар психолог, многу добар слушател пред се, за да можеш, мислам дека на нашите тренинзи каде што сме биле за коса конкретно, ни кажувале дека 70% од завршената работа е само консултацијата која што ја правите со клиентот, така да е многу битно да се слушне се тоа, за да ги нема тие проблеми. Меѓутоа, да, женска популација како женска е малце покомплицирана од тоа што се мажите. Зошто сме толку комплицирани? Па мислам дека има многу опции зашто тоа е така. Пред се мислам дека естетиката која што ја имаме, не се познаваме доволно себе си како клиент и нели фризер. Второ, мислам дека секој ден има некоја желба која што некогаш е неостварлива и ние мораме да го направиме тоа. Секоја обука ни кажува дека самиот тој клиент и било кога да го припремате како за работа или за било што, дали менувате боја, дали менувате шишење, мора да се кажат некои реални факти што може да се направи од косата и мораме да бидеме реални. И сега никогаш клиентите тоа ги се нереална фотографија. Например, J.Lo сакам да сум денес или баш така. Сакаат тоа да го слушнат. Имаат некои желби, нереални барања, да, и многу е битно, мислам дека не е тоа погрешно, тоа е само некоја желба која што има клиентот. Мислам дека од самиот старт доаѓаат со погрешен приказ на коса, а тоа е например имаат боб фризура, а доаѓаат и бараат бајлаш од некоја коса што е долга и оние гледаат визијата на таа цела долга коса и ефектот на косата. Мислам дека од самиот старт е тоа тука и кога ќе се пресече самиот момент на психолошки момент дека нели не може тоа да се направи, мислам дека самата таа енергија станува и доаѓа малце понегативно, меѓутоа секој еден професионалец или било што може да ја реши таа работа и мислам дека колку и да се тешки како клиенти, можеме да ги решиме. Професионалност и искуството го носи тоа да знаете да ги решите таков тип на проблеми или ситуации, да ги кажам. Меѓутоа, да, потешки се, меѓутоа морам да признавам дека мажите се многу потешки за работа за коса. Вистина? Затоа што да, кај мажите, например, машкото шишење, замислете дека ние треба да дизајнираме глава. И ние треба значи самиот тој момент е многу битен, ние да направиме прашалник форма позади на главата и тоа е најтешко. Виднаш ми доаѓа некој интересно прашање, ама ќе го зачувам за себе па на реклами, ќе ти го поставам. Машки политичари со најдобра фризура или? Машки политичари, јас и мојата политика, колку што сум гледал. Во Македонија е политичарки може. Сега за мажи зборуваме бидејќи не ги знае мажите. Не знам. Размисли. На реклами ќе ти покажеме фотографии, па може да ги коментираме потоа. Кога сме кај политиката, Викторија, професионалноста и посветеноста, верувам дека се гледате на дол крок во истата, па каде за неколку години би сакале да застанете, да зачекорите и да градите вашата кариера? Онаму каде што би била најкорисна. Она што е мој приоритет моментално е да останам максимално фокусирана и посветена на моите задачи и мојот ангажман. Секако во насока како би била додадена вредност на тимот, на партијата, меѓутоа и на општеството во целина. Така, одлично. Кога сме кај додавањето на вредност, радиоемисија, сликовница, верувам нема да застанеш тука, или мајка. Често пати зборуваш, особено на твојот Инстаграм, за сите оние реални домашни проблеми на социјалните мрежи. Па колку ова се додава на вредност на мајките, жените,
чија невидлива професија е секојдневие и каде што многу ми се допаѓа на реалноста кога не така ставаш во еден пакет дека се е магично да си мајка, се е прекрасно, изгледаме вака дотерани од сабајле до вечер. Така се разбудив. Да, вака се будиме. Не, која е улогата, Зорка? Улога, ако треба да одберам или малку не те разбрав? Ако треба да одбереш. Која улога ти е најомилена? Па, дефинитивно мајка. Не би била јас тоа што би била без поддршката и инспирацијата што ја црпам од своите деца. Реално, навистина се она кое што го правам, би сакала да биде потек моите деца утре да речат чекај, мама се разбуди од зимски сон на 30, од кога не роди, се разработи, зашто да не можеме и ние. Од друга страна, навистина сакам да бидам мајката со кој што моите деца ќе се гордат. Верувам дека тоа е сон на секоја мајка. Од друга страна, па сакам да бидам поддршка на другите мајки. Денес е многу тешко да се биде жена. Мислам, пред да почнеме, ти поставив едно прашање. Навистина е многу предизвикувачки да бидеш успешна жена во денес. Иако јас сметам дека до таа успешност која што сум ја зацртала, имам уште многу да патувам до таму. Така што мислам дека ова се улоги една во друга која што се дополнуваат и сум благодарна што сум одбрала толку различни улоги, а сепак се вклопуваат во едно исто. Јас по потреба сум раскажувач на приказни и на радио и дома кај децата. Од друга страна сум поддршка и на оној кој што слуша, но и на оној кој што ме следи на Инстаграм. Од трета страна па го правам тоа што можеби мене ми не достигало во периодот, затоа што кога јас влегов на Инстаграм и почнав да правам профил со цел да се споделам нешто што мене ми се допаѓа, она што го гледав беше совршенство. Ма како, викам, куќава е толку чиста со 2 деца. Колку жени за помош има дома оваа господја? И после тоа сватев дека суштината се само одредени моменти од секојдневието што некоја мајка успева да ги фати и да ги прикаже. Од друга страна па мислам дека е тотално нефер да набиваме на нос дека мојата куќа е чиста, јас сум секогаш дотирана, кога реалноста не е таква, нели? Дај да бидеме малку реални, дај да се дајме поддршка жена на жена. Океј, тешко е. И јас тоа многу често го кажам. Тешко ми е. Бев бремена толка, бев со стомакот, никој не ми рече господја, сакате ли пред мене да застанете? И тоа го искритикував затоа што тоа е дел од нашето секојдневие. Или не знам, има ситуации каде што во 4, во 5 сабајле станало едното дете, а јас сум утре на утринска. Многу често знам да ставам стори као, океј, не си сама и мене ова ми се случува, да, и утре ќе бидам хаос од сабајле, ама може да издржиш, онака ќе се случува. Барем и ти веројатно го знаеш тоа, многу често се станува во 4, има температура. Имала температура, јас сум следната да. Ти си добро утро, да. И тогаш ти вообичаено највесела. Така што навистина сакам да бидам корисна. Прво за себе, тоа што ќе го остварам, сакам еден ден да се гордам со сите тоа што сум го направила. Од друга страна сакам да бидам корисна и за мојата дома, односно за моите деца, за оние кои што ме познаваат, но и за оние кои што случајно пуштиле Радио 2 или случајно на Инстаграм ме начекале. Така што сите улоги во едно би сакала да ги комплетирам, а се надевам дека во животот и многу повеќе ќе имам. Одлично, многу баво кажано. И поддршката и натаму да ја споделуваш. Бобан, кога сме кај учењето, прочитав во едно твое интервју дека најдобро учиш додека сите спијат. Од средно училиште како навика, некако ти се реплицира и во секојдневието и денес, па колку во твојата професија секој ден учиш? Искрено морам да признам дека секој ден учам. Пред се учам од клиентите, учам од секојдневието, учам од градот. Немојте молам од градот. Учам од градот што е тоа што луѓето го бараат, што е тоа што каде сме во моментов, да кажем моментално. Меѓутоа исто така многу учам, многу сакам јас тоа кога сега слушам Зорица тука до мене, како си раскажува за некои незини работи кои што ужива, исто така во моето уживање ќе го кажам како под категорија учење. Секоја вечер искрено не сум од таа генерација, не знам ништо што ми се случува, дали созревам или било што. Меѓутоа веќе Инстаграм и тие некои социјални мрежи ми стануваат веќе досадни на некој начин. Мислам дека цел тој контент е веќе ист и веќе се некако генерирано според алгоритам што да се прикажува на социјалните мрежи. Па така да малце секојдневието си правам ескейп од тоа некоја социјална мрежа, здружение како комјунити, па имам на YouTube фризери кои што ги гледам и кои што сум претплатен годишно кај нив. Искрено ми е многу убаво пред спиење или некако кога имам слободно време да си уклучам YouTube и да си отворам една сесија за шишење
една сесија за боење, некое креативно, нешто што е ново, па така да учам многу туторијали на Инстаграм, многу учам и од фризери кои што сум претплатен, така да секојдневието ми е тоа. Сакам да учам нови работи, мислам дека и самиот мој бренд, како студио, малце се издвојува од тоа што е во Скопје. И мислам дека се е заради тоа. Мислам мојата некоја естетика и видување како тоа треба да иде во поглед на коса. Од срцето на Дебрмало ќе се селиш на нова локација, така да новата година ќе ја започнеш во ново катче со нова енергија, па кои се трендовите? Ќе имаме ли сарми за нова година на глава или ќе бидеме малку поавтентични? Искрено, кога се работи за трендовите, можам да кажам дека кај мене конкретно трендовите ги пишуваат моите клиенти. Никако ние не се водиме по тоа што е светски тренд, затоа што никако се научивме сами по себе, нели да си бираме тоа што највеќе ни се допаѓа на нас лично, па така да биде тренд, ние да го правиме тренд. Меѓутоа трендови како трендови многу се враќа вашата фризура, значи боб фризура, нешто помешано со пикси кат, значи пикси кат со боб кат, мислам дека се враќа некое време кое што веќе го имаме живеено порано. Јас конкретно работам од 15 години, веќе имам 31 година, мислам, моите другари сакаат да кажат дека веќе имам повеќе работно искуство отколку животно. Меѓутоа сакам да кажам да, тоа ми беше муабетот дека самиот тренд веќе се враќа, меѓутоа е модифициран во некое помодерно време, значи модулирана некоја фризура за свое време. Така да, се враќа се што е пократко, се што е побушево, шишките доаѓаат во мода, се што е така малце по-пикси. Шишките? Така, да, значи пикси, се враќа боја, се враќа колор, исто така и за шминката. Веќе доаѓаме во ера каде што нема веќе клин шминка, значи веќе од самата 2026 ќе се враќаат за наша среќа, ќе се враќаат боите. Интересно. Да, значи правиме муабет некои едиторијали кои што сме ги правеле пред 10 до 12 години, значи од тој тип на шминка, што јас сум искрено пресреќен. Нешто впечатливо, нешто автентично. Но кога сме кај среќата, кај жилбите, која е најчистата новогодишна жилба на политичарите, Викторија? Политичарите се луѓе како и сите останати, да. Нивните жилби пред се човечки. Оно што сите го посакуваме. Мир, здравје, среќа, благосостојба. Меѓутоа, оно што би сакала јас да го напоменам, тоа е, сметам дека секој политичар посакува стабилност, општествена, економска, политичка стабилност, а во насока да може што полесно да ги испорача ветените проекти. Во приватниот дел, јас би кажала дека секојдневна желба е да поминуваат што поголем дел од нивното време со семејството, имајќи го предвид фактот дека политиката е доста динамична, работниот ден е доста активен и активен. Исто така одговорноста е пред се многу голема. Граѓаните очекуваат од вас да испорачате, особено кога веќе ви ја дале довербата, така што барем во тој период на предновогодишни, новогодишни, божикни празници да поминат што повеќе време во кругот на најблиските. Се што го кажавте, да, јас се надевам ќе се оствари во 2026 година и ќе имаме токму таква иднина. Го споменавте семејството на почетокот, па сакав од пријеска да ве прашам за политиката. Кога сме помали, сите имаме желби нели да бидеме докторки, фризерки, шминкерки, радиоводители и така натаму. Но ретко кој дете вели јас сакам да бидам политичар или политичар. Има и такви. Има и такви сега, има и такви во ова време, но вие кога сте била мала, сте имале ли од кого да учите? Дали во семејството сте имале политичар, некој кој се занимавал со политиката и ви бил идол, па да тргнете по неговите стапки? И јас се сеќавам дека дел од времето како дете го врвев со моите баба и дедо и тие многу често гледаа собраниски канал и гледаа собранија. Така што јас сум порасната со собранија, меѓутоа не, мојата желба, јас бев насочена кон оној уметничко-креативниот дел. Меѓутоа и сакав сосема нешто друго, во правото залутав, но се го засакав истото, меѓутоа јас се водам што јас можам да ја дадам на заедницата, на државата, како јас
да се ставам како ресурс на општеството и каде највеќе во која сфера општеството би имало највеќе корист од мене. Така. Убаво сите така да размислуваме, да дадеме добробит за општеството и секој да направи ова парче земја да биде и како поубаво, што се вели, бар во новата 2026. Кога сме ке новогодишните желби, Зорица? Да, зошто од мене почна? Едно од најголемите желби ми е да се наспијам, Александра, конечно, искрена, со живи здрави сите. декември спиеме. Обавезно тоа. 10 години наразад не сум прославила Нова година никаде, ама сум задолжена за тој дневниот дел. Така што, да, посакувам многу повеќе сила да имаме да ги истуркаме сите предизвици, живи, здрави, децава особено, дете ако ти е болно, толку завршува приказната во тој период, не дека е крај на светот, боже мој, ама ги руши сите твои планови, така што живи, здрави сите, весели, срекни и што повеќе убави работи да не изненадуваат. Тоа веројатно. Немам конкретна желба, ти кажам, токму тоа сакам. Сакам само да тера напред, да тече работата и сите срекни, весели. Би сакала да издвојам неколку реченици од она што го имаш преточено токму во твојата книга. Мартин се плашеше и се колебаше, но Луна го увери дека нема од што да се плаши во темнината, бидејќи таа и незините пријателки, другите месечеви самовили, ја чуваат ноќта, безбедна и магична. Дали Мартин е вашето синче, која е Луна? Дали е мама е Луна? Луна всушност треба да биде не самата месечина, туку некој кој што доаѓа да го утеши, да. Затоа што Луна всушност ние секогаш во живот имаме некоја Луна. Дали е тоа нашата пријателка, дали е тоа нашиот сопруг, дали е тоа поддршката во животот, ја гледам како Луна, некој кој што доаѓа од светлата страна за да ни помогне да ги пребродиме работите. Така што поентата всушност во тој дел беше дека во рете кога се плашиш или кога не знаеш нешто да направиш, да дозреш на некој кој што те води да му дадеш рака и чисто да го поминеш само тоа, зашто никогаш и подадината рака, па дури убавиот збор знае да биде огромна поддршка кога имаш некаков проблем. Така што Луна веројатно е она Луна која јас ја замислувам во главата, тоа се моите поддршки преточени во рака подадена кон дете кој што има страв и мака да помине нешто. И верувам дека секој треба или си ја има својата Луна во ваков или во таков облик. Тоа беше тоа. Сите имаме своја Луна во животот, но сите ни треба помош и поддршка повеќе или помалку, а без рекламите секако ние не можеме да обстојуваме како приватен медиум. Знам дека сакате и ја посакувате книгичката која веќе ја има напишано Зорица Николовска, Луна и темнината. Зорица, каде ова може да го купат оние кои што во моментот не гледаат? Браво за Светулка, за се што е ова спакувано волку прекрасно. Морам да кажам дека Иванка од Светулка точно знаеше кој илустратор ми треба, затоа што беше Иванка малку Ниба? Да, малку беше приказната по чудна за разлика од она што ми требаше, затоа што требаше да се представи темнината и многу е тешко црно да цртат. Моравме да најдеме соодветен човек кој што тоа ќе го направи. Кога ги видов за прв пат дел од илустрациите на Иван, знаев дека тој е тој. И бевме совршен спој, така што многу благодарам и за целата поддршка и за сето. Во моментов веќе знам дека се прават преговори каде ќе се дистрибуира, но мислам дека низ цела Македонија ќе биде достапна. Нека ве следат на Инстаграм, на социјалните мрежи, Светулка Ивас, така да сите информации на едно место. А ние секогаш ги имаме сите информации на едно место, спакувани токму за да го задржиме вашето внимание. Не го менувајте каналот, бидејќи по рекламите Бубан ќе даде коментар дали нашата фризура и шминка е совршена. Знам дека е така, останете и натаму со нас.